Пазарите се преполни со свежи зеленчуци, а јас од сите нив најмногу го издвојувам доматот. Денеска за вас подготвив брза пита со домати која не само што се подготвува лесно, туку и одлична на вкус. Она што ја прави посебно оваа пита е прекрасниот фил од кисела павлака и млад кромит кој се наоѓа под доматите во тестото. Брзо, лесно и многу вкусно. Ајде да ви покажам како да ја подготвите. Најпрво потребно е да го подготвиме тестото за оваа пита. Во длабок сад ставете го брашното, солта и путерот исечкан на коцки. Со дланките втриувајте го путерот додека не добиете смеса која наликува на песок. Во тој момент додајте ја студената вода малку по малку и оформете мазно тесто. Оформеното тесто ставете го на парче хартија за печење, израмнете го во округла форма и превиткајте го. Оставете го во ладилник да се стегне околу 15 до 20 минути, а за тоа време подгответе го филот. Во длабок сад ставете ја киселата павлака, ситно исечканата пиперка, младото кромитче, ситно исечкано, лукчето, свежо исечканиот босилек и зачинете со сол и мелен црнпипер по вкус. Додете го изренданиот кашкавал и промешајте додека не добиете изедначена смеса и оставете го на страна. Парчето тесто расукајте го во округла форма дебела околу половина сантиметар. Во средишниот дел ставете го филот и добро распределете го низ средишниот дел на кората, оставајќи 3 до 4 см простор од крајот на кората. Доматите исечкајте ги на кругови и наредете ги врз филот во средишниот дел на кората. Внимателно превиткајте ги крајевите за да формирате галет. Вака формираниот галет ставете го во ладилник околу 20 до 30 минути, а за тоа време загрејте арената на 190 степени. Премачкајте го галетот со јајце за да добие убава златно кафена боја при печењето.
печете додека не добиете убава и златно кафена боја, околу 20 до 25 минути. Кога ќе се испече, оставете да се излади околу 20 минути и сервирајте. Се надевам дека ќе го испробате овој рецепт и ќе ми испратите фотографија за крајниот резултат. Томатите се во својата сезона, а ова е еден од најдобрите начини за тоа како да ги искористите. Додека сте се уште тука, не забравајте да ставите и subscribe на мојот YouTube канал и да ги заследите моите профили на Facebook и Instagram. Ние се гледаме наскоро со ново и креативно видео, а до тогаш имајте забавно готвење.